Добре дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа подкаст епизода сакам да зборувам за тоа што би ти советувала сега да почнеш, всушност што би советувала самата себе сега да почнувам од нула при учење на некој јазик кој воопшто не го знам. Она што сакам да ти кажем е дека доколку ја слушаш ова подкаст епизода, ти го разбираш македонскиот јазик, но ајде да се вратиме на почетоците и што е она што помага, што ќе ти помогне подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Можеби оваа подкаст епизода токму под тоа ќе ти помогне да го сториш. Но доколку би почнувала од нула, сега да учам некој јазик, например, јас не го зборувам германскиот јазик, рускиот јазик. Да. Ете, пример за тие два јазика. Први би одела на часови. Да, на редовни часови, каде што морам од почеток да научам кои се оние основни зборови, кои се оние основни глаголи и кои се основите на граматиката. Основите на граматиката во сегашното време на тој јазик, а подоцна во минато време, идно време, тоа е веќе за некое ниво B1, B2. Но основите A1, она што зборуваме, кога јазикот се почнува од нула, се токму тие први реченици, добар ден, како се викаш, и тие основни работи. Ми се допаѓа, не ми се допаѓа, основни зборови за овошје, основни зборови за облеки, за облека, за делби од тело. Тоа е првиот чекор. Вториот чекор би бил да читам детски книги. Бијќи тоа, имам приметено дека ми е помогнато за претходните јазици и затоа сметам дека ќе ми помогне и за учењето на следните јазици. Имам слушнато дека германскиот јазик е тежок, но ајде да му дадеме можност. Би читала детски книги, затоа што тука книгите и речениците во тие книги се направени толку едноставно, со толку едноставни конструкции, токму децата кои се на возраст од 3 до 6 години можат да разберат која е целта на реченицата. Например, детето игра топка. Милан игра топка. Таа ми кажува што всушност е таа цела акција. А подоцна доаѓаме до степенот некаде 7-8 години, кога во книгите се зборува Милан игра топка заедно со Ана во училишниот двор. Во понеделник попладне. Сето тоа се тие работи кои подоцна се совладуваат, но основите се наоѓаат во детските книги. Третиот чекор кој би го правила, би слушала музика на тој јазик. Би си направила своја плейлиста и би слушала музика во времето каде мозокот ми е слободен, а рацете врзани за некоја активност, или во некои истражувања имам прочитано дека тоа се вика празно време, и тогаш би си пуштила музика, но не со цел веднаш да научам зборови, туку со цел гласовите да ми влезат во мозокот. Бидејќи она што е прво и основно да знаеш да можеш некој јазик подобро да го репродуцираш, зборуваш, е слушањето. Затоа први би слушала песни и со каква тематика, со каков ритм, каква музика, па не знам, би избрала нешто што мене лично ми се допаѓа. Ти можеш да избереш нешто што тебе ти се допаѓа. Потоа би слушала, кога веќе ќе стигнам до ова ниво, четвртото ниво ми е слушање на емисии и подкасти на тој јазик и на теми кои ме интересираат. Јас многу сакам да слушам и да читам содржини на теми кои да се обратуваат човековите мисли, човековото однесување, односно зошто во некои ситуации се однесуваме поинаку и што е она што не движи како човечки битија, што е она што
не тера да се однесуваме така, односно да донесуваме такви одлуки во такви ситуации. Тоа е некоја вака тема што ме интересира и многу всушност слушам такви подкасти и читам такви книги. И тогаш би избрала да слушам и гледам емисии со таа тема, бидејќи онака сакам да слушам, би дознала повеќе од повеќе луѓе различни мислења што мислат на таа тема, воедно би го учела јазикот. Иако би имала можност, би го притиснула на ЦЦ, односно титлот да ми оди доле. И не би се трудела многу да го всушност да го активирам мозокот, сите зборови да ги запомни, туку така нека оди, па ќе ми влезе некој мозок. Бидејќи она што го имам приметено е дека луѓето многу се нафорсираат на почеток кога сакаат да научат од денеска за утре да зборуваат јазик. Тоа не е можно едноставно и затоа не би се форсирала толку. Би дозволила во мозокот да ми влезат полека зборовите, гласовите, ритмот на реченицата, глаголите, па тогаш да зборувам. Потоа би читала книги. Книги со комплексни реченици, како што наведов во примерот, каде што нема она Милан игра топка, туку подолго нешто. Некоја подолга приказна, роман или некоја книга со темата која ме интересира. Подоцна, како шеста активност, би ми било да пишувам дневник на тој јазик. Јас многу сакам да вежбам пишување на јазици и затоа ја бирам ова активност, бидејќи ми има помогнато во другите јазици. И тогаш би земала некоја нова тетрадка, која ќе ми биде само за тој јазик и би се обидувала секој ден да напишам по една страна од тетрадката. Би пишувала реченици кои знам да ги користам и би се обидувала да напишам реченици кои би сакал да ги користам. Целта би ми била да напишам по една страница во еден ден. И не да биде тоа совршено, не да мислам дали некој ќе го оценува овој мој труд, дали овака треба да звучи. Не, туку би дозволила моите мисли некако слободно да доаѓаат и да пишувам оно што би го пишувала и можеби на некој друг јазик, зборови кои ги користам во секојдневни активности. Така некакви обични реченици. Со цел да ми се верба мозокот на тој јазик, а не да ме некој да ме оценува. Ние тука не сме за оценување, за тестови, за некакви контролни задачи, туку подобро да го знаеме тој јазик. И како седма активност тука ми е, би барала некој да зборувам на тој јазик. Би се обидувала да го зборувам. И покрај тоа што знам дека нема совршено да ги изговорам сите зборови, значи тоа сигурно знам дека нема да го сторам, туку би си дозволила да грешам и ги знам дека грешките денеска ќе ми помогнат подобро да го зборувам тој јазик веќе утре. Она што сакам и тебе да ти го кажеме, да не береш совршенство. Да не береш дека еден ден дека ќе зборуваш без грешки, секако дека ќе зборуваш со грешење. Но немој да правиш голема драма околу тоа, туку зборувај си. Како осма активност тука ми е да барам помош. Би барала некој кој го зборува тој јазик да ми помогне подобро да го зборувам јазикот. Да ми каже каде грешам и како можам да го подобрам зборувањето. Што е она што треба да обрнам внимание, што е она што можеби треба да го намалам, што ми недостига, дали треба да работам некои други додатни вежби. За тоа би ми користила и секако само да го вежбам јазикот. Тоа се некои мои заклучоци, да кажам што би правила јас сега да почнувам од нула да учам некој нов јазик, а доколку сакаш
тебе да ти помогнам подобро да го зборуваш македонскиот јазик, а можеш да ми се јавиш уште денеска, бидејќи отворен програмот Зборувај македонски. Во моментот на снимање на оваа епизода, пријавата се наоѓа во линкот на епизодата, во описот на епизодата, или можеш тоа да го сториш преку мејлот mariamaleinovic92@gmail.com и тука јас ќе ти одговарам и ќе се договориме за времето на среќавање и на зборување на македонски. Те поздравувам до следната епизода и ти посакувам подобро да го зборуваш македонскиот јазик веќе утре.